near the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a light and no wine, you light up the skies. Bars on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with... Ете, го извадија познатиот професорот Нафталин и одма почна да лапрда дека знаете, екс-катедра, ние сме многу духовити, дека оваа држава нема да се распадне некоја голема експлозија, туку тоа ни смрдеш, тоа ќе смрди. ВМРО, ДПМН не биле способни да менаџираат ако дојде до таква криза. Предпоставуваме одма дека според него СДС е тие што се способни да менаџираат со такви кризи. Значи, она што ви го кажав, дечки од ВМРО ви спремаат јамка околу вратот. Претходно имавте најава, Шекерната ви ја ставија заменик генерален секретар, ви пратија пораче. Второ, веднаш неколку десетина дена после тоа го вадат овој ценет професор, кој што има многу матно минато, да збори, да каже колку е паметен, како потребна е нова промена, нова енергија. Затоа не треба да им оставате кој е грогиран противникот, да му даете шанса да стане. Ова ви уште еден пример, што ви зборам цело време. Значи, кога некој лежи доле, треба да го дотепаш. За ако некогаш стане, да ти се плаши. Не се оставаат недовршени работите до пола. Сваќате зошто треба да тргнете во акција да ги казните сите оние кои што си играа со нас изминативе од 2017 до пред неколку месеци, кои што не понижуваа на секој чекор. Мора да играте малку, како да кажам, похрабро. Левите либерални идеологии се во голема криза. Сегде ќе изгубат во Европа. Европа мора да ги победи овие идеологии. Ако сака да обстане, ако сака да се спаси, ако сака да не заврши во распад и во воена катастрофа. Гледав некој пушти клип, некоја, не знам кој бенд се тие, значи, му мочеше уста на еден од бендов на сцена. Како да ви кажам? Некој тип таму, не знам каде, италијан уметник, продал банана закачена на зид, као инсталација уметничка, ја продал за 5 милиони и кусур долари. Овој, како се вика, кралов на криптовалутите, тој шо е, кинес, јапанец, ја купил и ја изел после бананава, со селотейп закачена на зид. Демек се рециклира делото, па нова банана сташ, па тоа уште живее. Демек уметноста више може да се изеде, да се јаде. Значи, не ќам да навлагам у тоа сега, дека тоа го имаат прајано пред 100 години Марсел Дишан и не знам како се викаше други што ги правеа тие инсталации со тоа писоарот, па се редеа сите да мочаат тоа писоарот. Па не знам исто овој типов што е италијанот што направи со бананата, па направи златен писоар, не знам, 18 каратно злато, го крсти добро, тоа има некоја смисла, го крсти Америка и редици 1000 души се редеа во музеов да мочаат у писоарот. Не се, тоа има и некаква смисла, но нема смисла нашата фасцинираност од глупото како цивилизација. Сега баш банана со селотейп закачена на зид, залепена за зид, него друго ми беше зборот. Мислам дека добар потек е што ги тргна од образованието ова родовиве идеологии, тоа сексуалното, како да кажам, образование, кај што требаше преку тие работи да се влезе пропагандно во училиштата, да им се пере мозокот на децата со тие пролеви, екстремно ЛГБТ такви идеологии. И мислам дека на министерката е добар потек како ова парламентот го изгласа и дека ако се тргне тоа родово, така да кажам, образование од училиштата, од основните училишта.
Значи, не е случајно што некој во ова време го пушта професорот, повторно го снема никаде, нели, едно време ќе го праќа конзул, амбасадор некаде, па не го сакаа таму во Америка, кај беше Обединените нации, па не знам што, значи, како да ви кажам, сивите еминенции, шом се будат, шом ги будат од зимски сон, во сред зима, има причина и тоа треба да го увидите. И вие ако не го гледате тоа, мислам кој треба да го види. Оти пак ќе кажам, да не станат пак фактор на стабилност овие СДС-то. Да не ви се измочаат па у супата. А вие чувајте ги пак така као бели мечки заштитени. Значи не тоа, значи мора да ви се, како да ви кажам, да ви се да го разбудите инстинктот на самоодбрана. Бранејќи се себе, ќе ги браните и сите кои што гласаа за вас на изминативе избори. Бранејќи се себе, ќе го браните достоинството на овој народ, ќе ги браните македонците, ќе ја браните државата и ќе добиете соодветна поддршка за тоа и ќе добиете браво, искрено браво. Оти тие другите нема да имаат милост кон вас. Гледате, им дозволувате да кренат глава, а тие уште ја бараат главата, не знаат кај им е стркалана, од која маса им е стркалана. И се ви уште сакате да им ја најдете, да им ја пришиете, и знаеш што ќе добиете? Франкештен, ќе ви ебе мајката еден ден. Набрзо, викам, еден ден. Затоа памет у глава и гзот до зид. Оти веќе кујните работат, а работат за вашата глава. Затоа трезнете се на време, поише на газ, вратете се на, тирајте се идеологијата, значи десничарска, традиционална, фамилија, ова, она, како што е, затоа што го спротивно, ако отстапите чекор од она што е ајде да го потребам зора демохристијанското во вашата идеологија, ќе налетате на многу мини, затоа што само тоа го чекаат. Не ви тупел многу, големи сте, знаете што треба да правите. Се гледаме.